На 12. април 2012 година ФИОМ одржа дебата за новиот предлог закон за лустрација, на која беа изнесени повеќе невистини и забуни, заради што мораме да реагираме. Прво, најголемата забуна е во нарекувањето на дебата на нешто што всушност е 3-часовен пропаганден спот. На едностраниот собир на безмалку секој антилустрацијски елемент во државата немаше спротивставување на ставови, туку само се докажуваше едната иста непоткрепена теза. Ние воглавно ќе се задржиме на 3 точки, кои ги сметаме за најбитни во она што беше изнесено на оваа квази дебата. Прво, дека спроведувањето на лустрација по 1991 година нема уставна оправданост, затоа што офатот после 1991 година значи негирање на вредностите и институциите изградени во Република Македонија во согласно со актуелниот устав и доведување под сомнение на функционирањето на правниот систем, односно владењето на правото како темелен основ на нашиот уставен поредок, изнесено од магистар Жарко Трајановски. Второ, дека преку лустрацијата се штети на независното судство, изнесено од доктор Гордан Калајџиев. И трето, дека треба да се грижиме само за големите прекршувања на човековите права, а не да се оптеретуваме со оние милион ситни работи кои се случувале во еден систем, изнесено од професорка Мирјана Најчевска. Прво, што да правиме за делувањето на службата за државна безбедност врз основа на законот за основите на системот за државна безбедност, објавен во службен лист на Социјалистичка федеративна република Југославија, број 1584, се до ноември 1995 година. Според Уставен суд и ФИОМ треба да се направиме слепи при очи и да се преправиме дека службата за државна безбедност работела сосема во согласност со Устав на Република Македонија од 18 ноември 1991 година. Односно, дека Република Македонија прекунувајќи отстранила сите елементи на Социјалистичка Република Македонија кои биле спротивни на темелните вредности на новиот уставен поредок. Тогаш зошто сме го избрале новиот устав? Она што всушност е круксот на потребата од лустрација е токму непочитувањето на Устав на Република Македонија од страна на МВР во години кои му следуваат на донесувањето на тој устав. Истовремено, МВР не е единствената државна институција која во годините кои му следуваат на Уставот на Република Македонија работела спротивно на темелните вредности на овој ист граѓански договор. Цел на лустрацијата треба да е истражување во работењето на извршната власт за периодот за кој постојат докази, личните досиеа од СДБ, каде агенција на Министерството за внатрешни работи работела сосема спротивно на уставот. Оваа работење на службата за државна безбедност било покриено со правилник за работа кој бил одобрен од тогашната влада. Клучно, правилникот за работа на службата за државна безбедност, објавен во службен весник на Република Македонија, посебен службен весник 1092 и правилникот за работа на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, објавен во службен весник на Република Македонија, посебен службен весник број 10 од 31.10.1995 година, биле објавувани во таен службен весник, што представува прекршување на член 52 од Уставот на Република Македонија. Тоест било онемозвможено функционирањето на правниот систем, односно владењето на правото како темелен основ на нашиот уставен поредок. Бидејќи документов бил таен, законов бил таен, не можело никој да го оспори овој правилник. Понатаму, според австрискиот филозоф Лудвиг фон Мизес, примарноста на законот значи дека никој судија, ниту државен функционер го нема правото да се меша со работите или состојбите на било која поединечна личност, освен ако тоа не е наложено или дозволено од валиден закон. Не смее да има казна, освен ако тоа не го захтева законот. Токму тоа се случувало во периодот на водењето на досиејата. Службата работела спротивно на законот и луѓе биле казнувани, иако тие не прекршувале никаков закон на Република Македонија. Ништо помалку не е важен ниту податокот, што од самите досиеја станува очигледно дека овие правилници за работа на службата за државна безбедност, подосна Дирекција за безбедност и контраразузнавање, содржат прописи, односно одредби кои се косат со уставот, што пак представува прекршување на член 51, каде се вели дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со уставот, а сите други прописи со уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува уставот и законите. Дел од прописите и одредбите во правилниците за работа на СДБ, односно ДБК, се однесуваат за спроведување на мерка тајна контрола на телефон и други телекомуникациски средства, без обезбедување на судска одлука, спротивно на членови 17, 25, 26 и 30 од уставот. Следење во и вон државата, без обезбедување на судска одлука, спротивно на член 27.
обавување на информативни разговори без обезбедување на судска одлука, спротивно на членови 11 и 12 од Уставот, биле отпочнувани процеси на политичка, идеолошка и на основ на семејно потекло, спротивно на членови 9, 16, 20 и 95 од Уставот, кои од службена белешка евиденски број 348 од 3 јуни 1998 година од прва управа на УДБК Куманово, дознаваме дека биле во рамките на правилникот за работа на ДБК со знаење и договор со прва управа на ДБК и за тоа редовно е оформувана и оперативна документација. Затворен цитат. Значи, повторно гледаме сериозно невозможување на функционирањето на правниот систем, кој магистар Трајновски за некоја причина го прескокнува. Второ, додека начално се согласуваме со принципот дека спроведувањето на лустрација низ комисија која ги претпоставува обвинетите за виновни е против принципите на меѓународното право, не можеме да се согласиме со инсинуацијата дека судството, доколку оставено без поттик, само би се спровело лустрацијата. Впрочем, своеволното работење на судството и јавното обвинителство се вториот важен момент во нарушувањето на владењето на правото како темелен основ на уставниот поредок на Република Македонија. Имено, Законот за постапување со досие за лица водени од Службата за државна безбедност стапи на сила во 2000 година и даде илјадници докази за систематско противуставно работење на државни институции, но во 12 години кои изминаа, јавното обвинителство не поднесе ниту една кривична пријава поврзана со работењето на Службата за државна безбедност или Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање за периодот по 17 ноември 1991 година. Ниту пак судовите процесуираа една граѓанска тужба поднесена за истиве прекршоци. На трибинава Трајновски запраша каде се жртвите. Барем 3 од жртвите од работењето на СДБ, Ѓордан Петровски, Блажо Стојановски и Атанас Лефтеров, за периодот после 1991 година си имаат обидено да започнат судски процеси против функционери на Министерството за внатрешни работи. Еден од тие оптужени беше и говорник на дебатава, но од жртвите ниту трага. Со сите случаи постои некакво сомнително работење од страна на јавното обвинителство и судството да се отфрлат предлозите за кривична пријава или пак сокочењето на граѓанските парници. Последното релевантно прашање кое го покрена доктор Калајџиев се однесува на тоа како да им веруваме на документите на Службата за државна безбедност, односно Дирекција за безбедност и контраразузнавање, кога всушност целава лустрација произлегува од недовербата кон оваа служба. Ова прашање е сосема на место и затоа ние, Комитетот за демократизација на Република Македонија, настојуваме на лустрација преку она што можеме да го земеме за веродостојно. Правилникот за работа на службата и дирекцијата, како и предлозите, одобренијата и решенијата од Службата за државна безбедност и Дирекција за безбедност и контраразузнавање, низ синџирот на хиерархијата на Министерството за внатрешни работи. Инаку кажано, ние се залагаме за лустрација на оние без кои кодошите воопшто не би постоеле и СДБ ДБК не би постапувала антиуставно. Зборуваме за министрите за внатрешни работи, подсекретарите на службата, началниците и инспекторите на службата, оти за разлика од кодошите, за кои не можеме да тврдиме едно или друго, сите овие знаеле точно што прават. Конечно, отворените досиеја изнесува на светло уште едно систематско и осмислено повредување на Законот за пристап до податоци и Законот за класифицирани податоци. Според Законот за класифицирани податоци, досиејата како документи, а досиејата бидејќи се документи означени како строго доверливо се опфаќаат со овој закон, одредува дека не смее да се класифицираат, односно сокриваат податоци кои укажуваат на кривично дело. Во отварањето на досиејата гледаме тенденција на сокривање на службени белешки кои се понови, што ги оневозможува некои од жртвите да поднесат валидна кривична пријава против сторителите на кривичните дела, од проста формалност на застареност на кривичното дело. Трето, на дебатава бивме почестени со уште една небулоза од професорката од правен факултет и стручњак наводен за човекови права, кога таа не поучи дека треба да се грижиме само за големите прекршувања човековите права, а не да се оптеретуваме со сите оние милион ситни работи кои се случувале во еден систем. Ние сме лаици и го читаме уставот како што е напишан. Според овој документ, секое граѓанско право кое е гарантирано во него е еднакво битно како и секое друго право. Односно, секое прекршување на човековите и во случајов уште поважно уставните права е еднакво големо. Образложението зошто тоа е така е вон рамките на оваа дискусија, но само ќе забележиме дека низ вековите оние кои ги сметаме за основоположници на слободните демократски општества согледале дека секое човечко право игра еднаква улога во создавањето на слобода и просперитет на граѓаните. Инаку кажано, невестата не може да биде малку или многу трудна. Таа е трудна. Магистар Трајновски ја имаше дрскоста да запраша каде се жртвите.
Барајќи го виновникот за отсутството на жртвите на прогоните на УДБА, Трајанов мора првин да погледне во огледалото. До него и неговиот ментор Најчевска и доктор Калајджиев биле направени дузини обиди за контакт. Биле направени повеќекратни контакти на социјалните мрежи. Трајановски самиот спомна дека во 2008 имал средба со преживеани голооточани. Комитетот за демократизација на Република Македонија постојано испраќа своји мислења до борците за човекови права во Република Македонија. Но никој од овие жртви или нивни представник не беше дел од дебатава на ФИОМ, додека поранешен министер за внатрешни работи кој потпишувал решенија за прогон беше поканет и беше говорник. Значи жртвите се тука, но борците за нивните права не ги прифаќаат. Дека Фрчковски потпишувал решенија за заведување во претходна обработка, како и решенија за примена на мерката за тајна контрола и други телекомуникацијски средства, признава и самиот. Цитат: Работата на службата за државна безбедност е регулирана со посебен правилник. Тој е донесен врз основа на закон и на уставот и до ден денес не е оспорен. Врз основа на тој правилник се предвидува и процедура за оперативна обработка на наредбодавците. Предлозите за резиденти на странски служби и нивно покривање го даваат инспекторите што работат по неколку линии: бугарска, српска, грчка, екстремизам. Ним им го одобруваат тоа со подпис началникот, помошникот и секретарот. Откако ќе се обезбедат овие три подписи, предлогот го одобрува и министерот. Доколку министерот не одобри таков предлог, дури тогаш би можел да се осомничи за субјективна блокада на предлогот од стручните лица. Во тој случај може да се постави прашањето неговата одговорност. Ова е цитат од интервју на Фрчковски дадено за Утрински вестник. Две работи се интересни од исповеста на Фрчковски. Прво, правилникот за работа на службата за државна безбедност останува неоспорен од граѓанскиот сектор поради важниот факт што овој документ е таен. Толку може да се заклучи од податокот што овој правилник е објавен во посебен службен вестник. Тајното објавување на правилникот за работа на државна безбедност го прекршува член 52 од Уставот на Република Македонија, каде што се вели дека законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Законите и другите прописи се објавуваат во службен вестник на Република Македонија најдосна во рок од 7 дена од денот на нивното донесување. Забележете дека не постои никаква провизија за никаков посебен службен вестник. И тоа значи дека овој деловник е ништавен, а работењето во согласност на овој правилник е сосема противзаконско. Второ, начинот на кој Фрчковски ги фрла под воз неговите соучесници во систематскиот криминал издава голема вистина. Дека доволно е само едно од овие лица да се стави на клупата на обвинети за целиот систем да биде обелоден. Ние сметаме дека токму ова е причината што нашиот предлог за судска лустрација толку им пречи на ФИОМ, Геровски, но и на одредени елементи во актуелната власт. И како да не е доволно што Фрчковци и Чокревци ги земаат во заштита, токму Најчевска и Трајановски се првите да го нападнат оној што се произнесува со фактите на неговиот прогон од органите на државата. Дружинава која гравитира околу Милчин воопшто не сака да прифати разговор со жртвите во однос со лустрацијата. Напротив, секој обид за такво нешто ја наоѓа жртвата со нивното наоѓање на црната листа на милчиновци. Можеби жртвите ги нема, бидејќи НВО-ците ги оставаат на цедило. И се уште се чувствуваат дека не е безбедно за нив да зборуваат против службата за државна безбедност. Само уште една причина повеќе за лустрација. Дружината околу ФИОМ ги игнорира жртвите, вклучително и голооточаните и други жртви на системот на Социјалистичка Република Македонија, на прогоните на УДБА, поради тоа што токму жртвите им ја кршат целата лага дека во Македонија немало прекршување на човековите права и уставните права на граѓаните, почнувајќи од Астон па се до 2006 година, кога според оваа гарнитура всушност започнува апсолутистичка диктатура во Македонија. Но логиката им е неодржива. Доколку од 17 ноември 1991 година граѓаните се покриени со устав кој гарантира слободи и права и поради тоа прогонот кој се случи во 90-те години на минатиот век бил невозможен и оттука спроведувањето на правни лекови со кои ќе се исправат овие злоупотреби на службената должност значат доведување во сомнение на владењето на правото во Република Македонија, тогаш не е возможно да постои апсолутистичка диктатура на власта на Груевски. Нашето несогласување со актуелната влада го имаме искажено безброј пати, но не можеме за оваа влада да ја обвиниме за систематски прогон на нејзините политички и идеолошки неистомисленици, употребувајќи ги установите и органите на извршната власт, како што тоа можеме да го сториме за владите од 90-те години на минатиот век, од една проста причина. За она што се случувало во 1990-те години,
постојат веродостојни докази, а тоа се досиеата од службата за државна безбедност, односно Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. За каков ансамбл на либерали и борци за човекови права кои дебатираа на циркус дебатава станува збор, издаде доктор Каледжиев, кога на околу 1 час и 2 минути во видеото почна да зборува за потребата од доверба кон полицијата. Во граѓанското општество току полицијата е онаа институција кон која треба да се има најмалку доверба, бидејќи граѓаните го отстапуваат правото на насилство на оваа институција. Само будала своеволно ја препушта својата судбина на некој друг, без воопшто да го држи под контрола и под сомнение дека вториот нема да ја злоупотреби ситуацијата. Слепа доверба во полицијата и другите органи на државата на кои им се доверени кревките граѓански права, самим го олеснува патот на злоупотреба на нивната уникатна позиција во општеството. Конечно, резултатот на слепата доверба во институциите се прогоните на УДБ, СДБ и ДБК. Токму од оваа причина во демократските општества се чести проветрувањата на овие органи и дебело се казнуваат злоупотребите на довербата. Во таа насока, противењето на ФИОМ и нивната дружина на идејата за расветлување на работењето на државните органи, чин што треба да врати дел од власта во раците на граѓаните, е сосема нелогично, доколку овие групации се навистина она што го тврдат дека се. Напротив, тие се борат за држање на граѓанинот се подалеку од својот суверенитет. Конечно, една работа што многу не буни. Зошто предлагачите на законот ги оставаат фиомци вака грандиозно да ја шират својата пропаганда без да им одговорат на лагите? Дали всушност владата нема искрена намера да го спроведе процесот, па затоа дозволува вакви напади во темелите на лустрацијата?